Продолжуваме ние понатаму со нашите содржини. Стигнавме до вториот дел на нашата емисија, каде ни се придружуваат најразлични гости. Нашата денешна тема и оваа работна недела ќе ја започнеме со се околу правата на жената и за родовата еднаквост. За таа цел во нашето студио е госпоѓа Мириена Трајкова, која што е председател на Сдруженијето на жени на општина Велес. Добро утро и добро ни дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро и благодарам за поканата да бидам гостинка во вашава утринска емисија. Така, јас најпрво би го започнала разговорот, бидејќи вие сте председател на Сдруженијето, би ве прашала која е целта на вашето Сдружение на жени? Значи, организација на жени, организација со традиција, веќе 20 години делува на просторите на општина Велес. Се залага за еднаквоста меѓу половите, унапредување на женските права како човекови права, мир, стабилност, се она што е врзано со женските прашања, така да делуваме во сите сфери на општественото живење, развој и така натаму. Колку членови брои вашето Сдружение? Значи, организацијата на жени е отворена за сите жени од нашиот град, од нашата општина. Така да членството е големо, меѓутоа секогаш имаме жени кои што се активни и жени кои што нели се приклучуваат за одредени активности. Така да за бројка секогаш не можеме да кажеме точна. Во самиот почеток одевме со пристапници, меѓутоа сметаме дека секоја жена е добре дојдена тогаш кога има време и тогаш кога смета таа самата дека може да допринесе нешто во организацијата. Така да вратите на нашата организација се отворени за сите жени од нашиот град. Така. На какви се проекти работи вашето Сдружение на жени, во какви се кампањи учествуваат жените? Значи, организација на жени си има своја програма, годишна програма. Работиме на повеќе проекти, зависно од тоа, нели, од каде сме аплицирале во претходната година, кои проекти сме ги добиле, затоа што за да работи организацијата нормално е дека треба да биде финансиски поддржана. Така да во изминативе 2 години имаме одлична соработка со општина Велес и организација на жени има делегирано надлежности од Советот на општина Велес за реализирање на оперативниот план на Комисијата за еднакви можности при Советот на општина Велес. Така. Јас верувам дека имате соработка и со другите сдруженија на жени од другите градови низ Републикава, па да кажете ни со кои најмногу соработувате и како стоите со соработката? Значи, организација на жени е членка на Сојузот на организации на жени на Македонија, така да со самото членство во тој сојуз имаме можности да контактираме и да соработуваме со сите организации на жени ширум нашата република. Така да секогаш ние заеднички спроведуваме доста активности и едноставно се надополнуваме во одредени активности кои што се спроведуваат во нашата република. Така. Кога сме веќе кај соработката, би ве прашала, имате ли соработка со Министерството за труд и социјална политика, како и за Центарот за социјални работи во нашиот град? Да, соработка со институциите мора да постои за да може да функционира едно здружение и се разбира и самата наша организација. Имаме одлична соработка со Министерството за труд и социјална политика. Значи, оваа година се славеше 10 години од постоењето на комисиите за еднакви можности. Така да, на сам ден 8 март, ние имавме конференција која организираше Министерството за труд и социјална политика. За се што е сработено и што е постигнато со формирањето на самите комисии за еднакви можности. Имате соработка, чинам, со организацијата Елена Лука. Ке не кажете ли нешто повеќе за оваа соработка? Значи, Фондацијата Елена Лука, со неја започнавме соработка во претходниве неколку месеци, затоа што таа е ново формирана фондација.
Мислам дека и пред некое време имавте во средното стручно училиште Коле Неделковски некоја презентација за родова еднаквост. Токму така, значи воспоставивме заедничка соработка за тоа што многу наши активности се совпаѓаа со активностите кои што требаше да ги спроведат во нашиот град. Така да заеднички направивме 2 работилници во средното училиште Коле Неделковски. Потоа се распиша оглас за самохрани мајки за добивање поддршка за започнување на свој собствен бизнис или ако веќе има свој бизнис. Една наша сограѓанка, значи неповратни средства од 100.000 денари. Беа вклучени 5 градови од Македонија, меѓу кои Велес. Организацијата на жени ги спроведе сите активности, конкурираа 6 наши сограѓанки, една го доби грантот, така да верувам дека ќе биде добре дојден, затоа што она веќе и работи, тоа е Благородна Донева етноарт. Така да мислам дека за нејзината продавница за сувенири, добре дојдени ќе бидат овие средства за да може да си обезбеди материјали и тоа што и е потребно. Концептот на еднакви можности на мажите и на жените се уште представува прашање што се проблематизира со оглед на тоа дека фактот дека еднаквоста на жените според традиционалните сваќања подразбира право на жената да биде еднаква со мажот. Што би кажале вие за тоа? Значи, ние во изминатите години, значи подолг временски период работиме токму на оваа проблематика. Еднаквоста меѓу жените и мажите. Велес беше град каде беше формирана и првата комисија за еднакви можности. Значи, представуваме секогаш пример како општина за одредени активности кои ги спроведуваме. Значи, канцеларијата беше отворена во општина Велес, финансирана беше 2 години од ОПСЕ. Одлично работеше и беше пример за останатите градови каде што потоа се формира и комисиите. И ден денес комисијата одлично работи, така да нашата соработка, како што веќе и претходно кажав, е толку добра и имаме толку доверба едни кон други, што бевме делегирани и изминатата година и оваа година да го реализираме токму оперативниот план на оваа комисија. Значи, заеднички работиме за унапредување на еднаквоста на жените и мажите. Се надеваме дека имаме постигнато доста резултати во изминатиот период и тоа го покажавме и со донесувањето на новиот закон 40% учество на жените на следните парламентарни избори. Доскоро беше 30, веќе ќе одиме со 40, а не застануваме и тука затоа што има квалитетни жени, па веруваме дека ќе биде 50-50. Тоа беше и кампањата по повод празникот на жената 8 март, 50-50. Појавата на семејно насилство не е нешто непознато за нашите простори, па еве да ни кажете нешто околу тоа. Значи, насилството е присутно и тоа веќе не е табу тема. Се зборува отворено. Организацијата на жени на оваа проблематика веќе 6 години работи. Првиот проект го имавме преку New and Woman. Се отвори сервис за бесплатна правна помош во склоп на канцеларијата на Организацијата на жени, каде што се даваше и ден денес се дава се уште бесплатна помош на жени жртви на семејно насилство. Имаме адвокатка која бесплатно ги застапува жените, така да сервисот за бесплатна правна помош е достапен на сите оние на кои што им е потребна таква помош. И покрај тоа што проектот заврши, ние продолживме да работиме за тоа што ја имаме поддршката од општина Велес, така да оние трошоци околу телефони и така пропратни работи, значи ја имаме поддршката токму со оние проекти кои што ги работиме преку општина Велес. А општина Велес распишува секоја година оглас за невладени организации кои што аплицираат со своји проекти за во текот на наредната година што може да ги реализираат. Така да соработката ни е одлична и имаме доста поддршка.
Според вашата статистика, расте ли бројот на насилство врз жените од страна на мажите во нашиот град и низ целава земја наша? Значи, податоците покажуваат сепак дека секоја трета жена е жртва на семејно насилство. Токму тоа дека расте бројката секојдневно, од година на година се повеќе и повеќе, покажува и потребата за повеќе центри за сместување на овие жртви, затоа што во Македонија имаме само 4 центри за сместување на жртви. Капацитетот е многу мал, меѓутоа во моментот тоа е тоа. Ние правиме се од себе да можеме да им помогнеме на тие жени, ако има потреба да ги сместиме во некој од овие прифатилишта, дали е тоа во Свети Николе или во Скопје. И колку што можеме да им помогнеме на жените. Не охрабрува тоа што, значи, работејќи токму на кампањата против семејното насилство, дека жените се охрабрија, се оснажија и веќе не молчат, него јасно и гласно го овој проблем, нели, го пријавуваат. Така. Покрај насилството на жената, треба да се потсетиме дека честопати жртви на насилство се и старите лица. Најчесто кога насилниците се јавуваат нивните синови или внуци, особено кога станува збор за финансиската и материјалната помош. Што мислите вие за ова? Како да се справат луѓето со овој проблем? Значи, во досегашното наше искуство имавме неколку случаеви, токму стари лица, жртви на семејно насилство и токму така како што испомнавте, од страна на нивните внуци или на нивните синови. Се работи, се разбира финансиската состојба, она што е најгорливиот проблем во семејствата, така да тука доаѓаат тие несогласувања и тоа насилство врз старите лица. Тоа што можеме ние да помогнеме од наша страна го правиме. Каква помош ви им нудите на Значи, ние ги упатуваме до институциите. Ние тука не можеме ништо да сториме, ниту па го имаме тоа право да се мешаме во работата на институциите. Им ги даваме правните совети, адвокатката го прави тоа, ги упатува каде треба да се обратат и тоа е нашата улога во сетата работа. Комисијата за еднакви можности при Советот на општина Велес и вашата организација на жени во рамки на имплементација на оперативниот систем, тоест план за родова еднаквост на жените и мажите. Така. Ќе ни кажете ли за овој настан што мислам дека се одржа на 30 јуни претходниот месец? Значи, ние континуирано, некаде по склучувањето на договорот со општина Велес за, како што веќе кажав, надлежностите кои ги имаме за реализирање на овој оперативен план, кој што содржи програма во која што се работи на сите полиња, од здравствена едукација, еднаквоста, потоа родовото буџетирање и така натаму. Значи, ние веќе започнавме со реализација на оваа програма. Направивме претходно неколку работилници и на работилница имавме во Средното економско училиште, покрај оние две што веќе претходно ги напомена во Средното стручно училиште Коле Неделковски. Значи, тука имавме на здравствена едукација, планирање на семејството, контрацепција со учениците од трета година. Потоа имавме една работилница со жените од нашиот град за родовите улоги, надминување на стереотипите и предрасудите. Потоа следеше ова работилница родовите улоги и родовото буџетирање, на која работилница присуствува представници од медиумите, од Младинскиот совет при општина Велес, представничките од Комисијата за еднакви можности, така да, значи, сите работилници и сите обуки што ги правиме се со цел да одиме чекор понапред и понапред.
кон решавање на одредени прашања, затоа што ние делуваме во сите сфери на општественото живење, па така да сакаме секоја година да имаме што повеќе и повеќе постигнати резултати. Дали во текот на летниот период вашето Сдружение на жени планира некакви активности? Значи, јас би сакала само да спомнам значи, нашата одлична соработка со комисијата, како комисија за еднакви можности, не е само на локално ниво, него таа е и на републичко ниво. Со одбележувањето на 10 години постоење на овие комисии, бевме поканети на седница на Комисијата за еднакви можности при Собранието на Република Македонија од председателката на комисијата. Така да имавме можности да споделиме искуства и да ги кажеме сите оние проблеми, нели, кои што се среќаваат во помалите средини. Така да мислам дека соработката ќе продолжи и понатаму и ќе постигнуваме резултати. Ме прашавте за летниот период, значи нам ни престои уште една обука која што треба да се одржи оваа седмица. Значи на 8 во Скопје имаме една обука како да успешен бизнис. Затоа што потоа ни следат работилници тука со жените од бизнис секторот, така да сметаме дека некаде јули месец ќе го заокружиме со некои активности од оперативниот план. Август месец веќе нека бидат денови за одмор, а од септември веќе продолжуваме со активностите кои што ни се предвидени со програмата. Инаку Организацијата на жени има исто така, значи, два проекти кои што ги реализираше покрај оперативниот план. Тоа се женски капацитети. Сметаме дека имаме успешни жени со кои што може да се носат со високи функции, затоа што ако ние не бидеме тие кои што ги поттикнеме и охрабриме, тие секогаш нели би биле скромни и би биле на страна, меѓутоа укажуваме на можностите кои можат да ги искористат и да бидат жените што повеќе видливи. Така да го реализиравме тој проект женски капацитети. Во областа на вредности на традицијата имавме организирано неколку манифестации, великденско прославување, Бадниковата вечер која ни е традиционална, секогаш сме присутни на сите манифестации кои што ги организира општината, дали тоа се работи во општина Велес или треба Велес да го представува некоја градот да го представува организацијата во некоја друга општина каде што нашата општина е поканета. Така да на Зелникот на Баба во Пробиштип во сработка со општината сме секогаш присутни. И последна манифестација беше манифестацијата на Марков манастир, каде жените го дадоа својот допринос. Средствата од продадените производи од благи и солени работи беа наменети за манастирот, а една таква манифестација, значи пред неколку години се случи на нашиот манастир Свети Димитрија, така да ширум Македонија во сите градови даваме свој допринос токму и на ова поле. Исто така, вештата жена што беше избрана во февруар месец го представуваше нашиот град и на републичката манифестација во Тетово, и таа манифестација протече на вистина на едно завидно ниво, 20 години од постоење на вешта жена. Имаме доста други активности кои што верувам дека здравие од септември ќе продолжиме со реализирање на истите. Така. Сметате ли вие дека со сите овие активности кои што ги организира вашето здружение, им помагате на луѓето со некои проблеми од вид на насилство или нешто слично? Дали се подига свеста на луѓето кои се соочуваат со овој проблем? Значи, токму тоа, работејќи уназад овие неколку години на проблемот со семејното насилство, во канцеларијата дошле многу жени кои што се соочуваат со тој проблем. Самото тоа што тие имаат каде да се обратат и имаат едно катче каде што може да поминат неколку часа и едноставно поразговараат, ние сметаме дека нешто сме допринеле, значи за жените.
Затоа спомнав, они секогаш во секое време може да добијат нашата услуга, правната бесплатна помош и се она што им е потребно. Да ги упатиме до институциите, да им помогнеме околу тие потребни документи што им се потребни за во институциите и така надаму. Значи, ние сме помогнале и верувам дека и во наредниот период ќе биде така, затоа што секогаш не можеш да сметаш кога и како ќе се појави. Нашиот број стои на просториите на канцеларијата, телефонски, они може да не повикаат во секое време, така да ние координирано работиме. Обично во среда од 19 часот сме во канцеларијата, по потреба може тоа да биде и почесто во текот на неделата, меѓутоа секогаш во секое време кога сме потребни на жените, ние сме тука. Така, покрај вашата помош на овие жени кои што се соочуваат со овие проблеми, можат ли они меѓусебно да си помагаат? Има ли некои такви случаи? Значи, не. Жените меѓу себе, тие што се жртви на семејно насилство, бар искуството покажало дека меѓу себе не контактираат. Не контактираат. Значи, нивните потреби се моментални и присутни се тогаш кога имаат потреба да дојдат да поразговараат, меѓутоа контакти меѓу едни со други жени не. А ние како организација, значи имаме контакти со останатите организации, со шелтер центрите, со шелтер центарот во Скопје, што нормално е дека мораме, затоа што не знаеме кога и во кое време ќе имаме потреба од некое сместување. Така да контактите со останатите организации низ Македонија кои што работат токму на оваа проблематика со семејното насилство, значи ги имаме. Така. И еве за крај една порака до сите гледачи како кој е начинот да се заштитат од овој вид тип на насилство. Вие како една поискусна жена, кажете нешто. Па знаете како, значи тоа е проблем кој што е присутен различити индивидуално кај секоја жртва. Има различити причини како да се заштитат, едноставно на време да превземат мерки. Тоа што може да се спречи. Никој не посакува едно семејство да се растури затоа што веќе е една хармонија, деца, сопруг, сопруга, се градела некоја хармонија у семејството и најна сето тоа да се сруши од икс причини, никој не го посакува, па ниту и ние. Значи првично со сите наши разговори и упатување и до Центар за социјална работа, веќе она превземањето работата во своји раце на нашата адвокатка за застапување, тоа е последното нешто што ние го правиме. Значи се трудиме да и помогнеме онолку колку што можеме. Да се надминат на некој начин последиците и сепак семејството да остане во една целина. Така. Госпоѓа Мирина, јас ви благодарам за вашето гостување. Ми беше чест и задоволство што разговаравме токму на оваа актуелна тема. Благодарам и на вас за поканата. Ние сме отворени за соработка секогаш и во секое време, така да за нашите активности ќе бидете секогаш известувани.